Здраво, здраво, добре дојдовте на новото видео на нашиот YouTube канал. Во ова видео ќе се позанимаваме исто така малце повеќе со придавките. Нешто повеќе ќе кажеме за измена на придавките или граматичкиот назив за деклинација на придавки. Деклинација тоа значи измена на придавките според родот и падежот на именката за која што таа придавка се употребува. Вака кажано звучи многу комплицирано, меѓутоа ќе видите во текот на овој видео дека не е толку комплицирано како што звучи или како што изгледа. Ова измена исто така ја имаме и во македонски јазик, меѓутоа нели во македонски јазик немаме падежи, па е малце поедноставена, може да се каже и посложната, зависи од која страна гледате. Во македонски јазик има исто ова измена, како пример може да ја земеме придавката нов. Доколку со придавката нов ја опишеме некоја придавка која што е од женски род, пример кола, на нов ќе се додаде нели а, бидејќи кола е именка од женски род и од нов би се изменило во нова кола. Ако основната форма е нов, основната форма е исто и форма за машки род, пример нов автомобил, доколку наместо автомобил користиме кола, што е од женски род, ќе биде нова кола. Или ако е, например, од среден род, возило би било, нели, ново возило. Значи, нов, нова, ново. Во ова видео ќе се позанимаваме малце повеќе со тие измени во германски јазик. Тука може да видите, ги поделивме, да речем, на доколку може да се каже на некои 4 правила во кој случај се изменуваат, се применува ова измена или деклинација на придавки. Да почнеме со ред. Прво, придавките се изменуваат само кога се однесуваат на именката. Например, тоа е убава кола, das ist ein schönes Auto. Значи, само кога се однесува на именката, само во тој случај придавката ќе се измени. Од убав, убава. Од schön, schönes Auto. Das ist ein schönes Auto. Ќе видите во продолжение што мислам со тоа кога се однесува, само кога се однесува на именка. Например, кога не се предименки, кога не се однесуваат на именките, тие не се изменуваат. Например, тој не може брзо да вози кола. Значи, не се однесува на колата. Придавката не се однесува на колата, туку се однесува на начинот на возење на колата. Во тој случај, придавката нема да се измени, бидејќи не се однесува на именката. Kann ein Auto nicht schnell fahren. Доколку сакаме да кажеме, например, тој не може да ја вози брзата кола, значи, се однесува, нели, на колата, каква е колата, некоја карактеристика на колата, придавките, нели, се употребуваа за да ги кажат карактеристиките на некоја именка. Тој не може да ја вози брзата кола, од шнел сме го измениле das schnelle Auto. Во првиот случај имаме шнел, што е основната форма, а тука имаме schnelle Auto, бидејќи се однесува на именката или е пред именката. Kann das schnelle Auto nicht fahren. Тоа било две правила, да речам, склопени како во едно. Придавките се изменуваат само кога се однесуваат на именката. Кога не се однесуваат на именките, тие не се изменуваат. Тие се две правила во случајов, да речем, напишани како правила, што може да се кажат, нели, како едно. Исто така, тука имам дадено уште еден пример. Колата е стара, das Auto ist alt. Во овој случај се однесува, нели, на колата, меѓутоа не е пред именката. Значи, само кога ќе биде пред именката, само во тој случај придавката се изменува. Колата е стара, во споредба со тој ја вози старата кола. Fährt das alte Auto. Значи, придавката alt во случајов е пред именката и настапува таа деклинација на придавката. Fährt das alte Auto. Трето правило, кое што тука го имам напишано, гласи, кога има повеќе придавки едно по друго, сите имаат истата наставка. Например, таа вози нова, брза и убава кола. Имаме 1, 2, 3 придавки. Сите придавки ќе имаат истата измена.
За измените на придавките ќе видите подолу, имаме исто така и табели за да пообјасниме како би се изменувале придавките. Прво, теоретскиот дел, за да знаете во кој случај се применува таа деклинација, значи во кој случај настапува таа измена на придавките. Нели, првите две, повторно да кажам, првите две правила ги склопивме како во едно, во кој случај настапува придавката. Третото би било кога има повеќе придавки едно по друго, сите ја имаат истата наставка. Три придавки кои што се однесуваат на колата, ја опишуваат колата. Sie fährt ein neues, schnelles und schönes Auto. Исто како и во македонски. Нова, брза, убава. Основната форма би било нов, брз, убав, или основната, или доколку се однесува нели на машки род, на именка од машки род, во овој случај се однесува на именка од среден род, ауто во германски јазик е именка од среден род, и за тоа ќе се измени, да речем, ќе се додаде таа наставка на придавките neues, schnelles, schönes Auto. Основната форма во германски јазик би била neu, schnell, schön, без тие S. S се наставките кои што се додаваат за именки од среден род. Ќе кажеме во понатамо во кој случај се додаваат S. Гледате тука дека исто за среден род има M. Ќе видите во кој случај се додава S, во кој случај се додава M. И четвртото правило кое што го издели за објаснување на оваа тема гласи: кога има степенување, прво придавката се степенува, па се деклинира или изменува според род и падеж на именката. Степенување нели го имаме и во претходното видео, тука горе ќе ви оставам линк да може доколку сакате да го изгледате повторно и тоа видео. За степенување нели беше тие по и нај формите. Поубава, најубава, понова, најнова. Доколку има степенување на придавката, прво настапува степенувањето во придавката, па таа форма се деклинира, таа форма се изменува. Например, вие имате понова кола. Основната форма би била neu, потоа од neu, ново, за да го направиме во компаратив neuer, понова, и на таа форма ја деклинираме придавката за среден род акузатив. Ihr habt ein neueres Auto. Тие цртките ги ставив само за да биде малце по-читко. Значи, прво, neu, основната форма. Доколку имаме степенување, ја степенуваме придавката, neuer форма, степенуваната форма, neuer, ја деклинираме според родот и падежот на именката. Ihr habt ein neueres Auto. Да продолжиме со објаснување во кој случај како се применуваат, значи како треба да се изменат придавките според род и падеж на именката. Можеби ќе ви биде полесно, тука направив исто една мала табела за карактеристики на род во падеж. Тука ги имаме родовите и бројот, нели ПЛ од плурал, од множина, машки и женски среден род и плурал и множина и падежите, номинатив, акузатив и датив. Не знам дали можете да забележите и во другата табела исто малце пробав и сликовито да ги комбинирам, да речам, номинатив е со истата боја во двете табели, акузатив е со истата боја во двете табели и датив е исто така со истата боја во двете табели. Се вратиме на првава табела. Значи, во оваа табела ви се прикажани карактеристиките на родот во падежот. Се извинувам. Карактеристиките на родот, на машки, женски, среден или на множина во падежите. Ќе видите сега што мислам со тоа карактеристиките на родот и на родот во падежот. Имаме машки род, падеж номинатив. Карактеристика е R. Карактеристична буква, да речем, или карактеристична наставка е R, карактеристичен завршеток. Што мислам со тоа карактеристичен завршеток? Доколку имаме именка која што е во машки род и е во номинатив, или членот или придавката
треба да ја има оваа карактеристика. Например, доколку имаме определен член, во самиот определен член може да забележите таа карактеристична буква или карактеристична наставка. Номинатив машки род der. Der alte Mann. Доколку имаме определен член. Доколку имаме неопределен член, карактеристиката er ја нема во членот, пардон, меѓутоа ќе се додаде на придавката. Карактеристика за номинатив машки род er, ако имаме определен член, ја има во членот, ако немаме определен член, тогаш на придавката ќе се додаде таа карактеристика. Мене барем најлесно би било кога сум ги учел оваа деклинација, оваа тема за деклинација на придавки, најлесно ми било да ја научам прво оваа карактеристика на секоја на карактеристика на секој род во падеж и после по некоја асоциација со тие карактеристики многу ми било полесно да се асоцирам за како треба да се измени придавката или членот, нели? Во овој случај се задржуваме само на придавките. Да се вратиме на темата. Падеж, номинатив, машки род, карактеристика er. Исто така, род, машки род, падеж, акузатив, карактеристика n. Определен член, den, чија го имаме тука членот и исто на предавката е додадено n. Исто кај неопределен член, einen и на предавката е додадено n. Карактеристиката n ја имаме и кај определениот член, и кај неопределениот член, и кај предавките во двата случаи, и кај определен и кај неопределен член. Кај номинатив, нели, ја имавме кај определениот член, кај неопределениот член ја немаме карактеристиката er, затоа се додава на придавката. Датив. Карактеристика на датив машки род m, во определен член dem, неопределен член einem. Придавките и во едниот и во другиот случај завршуваат на n. Значи карактеристиката веќе е спомната во членот. Во датив и во определен член и во неопределен член карактеристиката е спомната во членот и на придавките само се додава n. Во номинатив карактеристиката е спомната во определениот член, на придавката се додава само е, додека кај неопределениот член ја нема карактеристиката, затоа се додава на придавката. Der alte Mann, ein alter Mann. Номинатив машки род. Акузатив исто така како датив, карактеристиката има во определениот и во неопределениот член и на придавката се додава само n. Може да забележите дека доколку карактеристиката ја има во членот, на придавката речиси секогаш се додава само n. Значи карактеристиката за машки род акузатив во членот ја има додадено на придавката n. Исто кај неопределен член, карактеристиката ја има додадено на самиот член, на придавката се додава само n. Исто и кај датив. Dem или einem, alten, alten. Да продолжиме со женски род. И во номинатив, и во акузатив, кај женски род карактеристика е. И може да забележиме. Номинатив. Die schöne Frau. Или eine, schöne Frau. Номинатив. Исто така и во акузатив. Die schöne Frau, eine schöne Frau. Додека пак во датив, карактеристика на датив женски род е er. И имаме der, einer. И на предавката се додава само n. Der schönen Frau, einer schönen Frau. Кај машки род исто, имавме карактеристиката во членот, на придавката додаваме n. Кај женски род исто. Карактеристиката ја имаме во членот, на придавката додаваме само n.
без разлика дали во определен или во неопределен член. Среден род, исто како женски, и номинатив и акузатив карактеристиката е S, и имаме das kleine Kind, значи карактеристиката во овој случај значи не е R карактеристика, туку е само S, тука е споменато во определениот член, меѓутоа буквата С е спомната и на придавката се додава само Е. Во споредба со кај неопределениот член, значи имаме ein, ја немаме воопшто спомната карактеристиката за среден род номинатив, поради тоа на придавката се додава тоа S. Исто како што кај машки род беше R. Ein alter Mann, бидејќи машки род, Kind е од среден род, затоа имаме ein kleines Kind. Нели, основата би било пример alt или klein и додадена е карактеристиката на родот и падежот на именката. Род машки, падеж номинатив R. Ein alter Mann. Ein kleines Kind. Или кај женски род нели е eine schöne Frau. Die schöne Frau. Датив среден род, исто како машки род, карактеристиката е M. И тука може да забележиме dem kleinen Kind или einem kleinen Kind. Значи исто како во машки род, членот е изменет и на придавката се додава само N. Множината исто како женски род, номинатив, акузатив имаат наставка Е, карактеристика, не е наставка, карактеристична буква, карактеристичен изговор, како сакате, едноставно само како карактеристика нека остане. Ди, значи ја има во членот, на придавката додаваме N, во номинатив. Номинатив множина. Карактеристиката ја има во членот, на придавката додаваме N. Тука немам пишано никаков, тоест не никаков, туку немам пишано неопределен член, бидејќи нели во германски јазик во множина не постои неопределен член. Не може, во македонски може да кажеме едни деца играа фудбал. Меѓутоа со тоа едни деца не кажуваме, не може да се помеша едно со множина, се мисли на некои деца играа фудбал. Едни деца играа фудбал, видов едни деца играа фудбал во смисла некои деца играа фудбал. Во германски јазик не може да се каже тоа eine во множина. Затоа тука, значи во множината во никој од падежите кај неопределен член немам пишано ништо. Бидејќи нема форма на неопределен член во множина. Бидејќи нема никаков член, карактеристиката Е се додава директно на предавката. Gute Leute. Во првиот случај, кај определен член, имавме die guten Leute, бидејќи карактеристиката има на членот. Кај неопределен член, бидејќи воопшто не се спомнува неопределен член во множина, карактеристиката имаме на предавката. Gute Leute. Исто така и во акузатив. Die guten Leute или само gute Leute. Додека пак карактеристиката на множинските форми во датив е завршетокот N. И поради тоа може да добиеме определен член den или неопределен член, во случајов не има никаков член, guten. Повторно ја гледаме карактеристиката за множинските форми во датив N. Den guten Leuten или само guten Leuten. Придавката, значи повторно да кажем, доколку овие карактеристики се споменати во членот, на придавката во голем дел од случаите се додава само N. Особено може да забележите во датив формите. Значи, доколку именката е во датив, на придавката без разлика дали сме употребиле определен или неопределен член, доколку е во датив, на придавката се додава N. Dem alten Mann. Einem alten Mann. Или der за женски род, der schönen Frau. Einer schönen
Frau. Значи да не одам, да не ги читам сите, во датив во секој случај се додава на предавката се додава N. Во акузатив се додава N кај машки род, alten, и во множинската форма кај определен член, guten Leute. Додека пак во номинатив само кај множинската форма во определен член се додава тоа N. Der Alte, die Schöne, das kleine Kind. Die guten Leute. Карактеристика R, додадено на предавката само E. Карактеристика E, die, додадено на предавката само E. Карактеристика S, das, на предавката додадено само E. Бидејќи во самиот определен член ги има карактеристичните букви. Кај неопределениот член ја нема карактеристичната буква, поради тоа на предавката се додаваат тие карактеристики. Ein alter Mann, eine schöne Frau, ein kleines Kind, gute Leute. Оваа табела може да си ја препишете, мислам не оваа табела, овие две табели може да се ги препишете. Ќе се обидам да одзумирам малку за двете табели да ви се прегледни. Во продолжение во видео ќе продолжиме кон навежбување на овие форми, паралелно со објаснување во кој случај ќе биде изменета придавката, значи тоа што кажавме според род и падеж. Паралелно ќе одиме со вежбање и со објаснување. Може да се ги препишете овие табели, да ги сликате како ви е вас подобро, за да можете да гледате на што се однесува, значи тоа што ќе го анализираме. Може тука да го паузирате видеото, да ги препишете табелите и јас ќе продолжам со објаснување. Имаме 12, мислам имаме 12 вежби за тука сум заборавил да додадам. Имаме 12 реченици, 12 вежби, за да ги навежбаме, да ги пообјаснеме тие деклинации или измени на предавките. Прва, die neu, значи neu е основата на предавката. Ова е основната форма. Die neue Schülerin heißt Anna. Новата ученичка се вика Ана. Schülerin, именка од женски род, номинатив. Имаме определен член. И гледаме. Женски род, определен член беше првата колона во табелите и номинатив. Женски род, номинатив, определен член. Додаваме само Е. Die neue Schülerin heißt Anna. Новата ученичка се вика Ана. Значи на ној додаваме само Е. Бидејќи има определен член. Die neue Schülerin heißt Anna. Во втората реченица, in unserer Klasse kam eine neue Schülerin. Во овој случај имаме неопределен член. И гледаме во втората колона. Вториот ред од колоната за женски род. Повторно, во нашата паралелка, во нашиот клас, дојде нова ученичка. Кој дојде? Повторно гледаме кај номинатив. Женски род, неопределен член. На шен додадено е само Е, или карактеристичната буква за номинатив женски род. Eine neue Schülerin. Трета. Der neue Schüler heißt Mario. Во овој случај имаме некој ученик, машки род. Новиот ученик се вика Марио. Во првата реченица имавме новата ученичка се вика Ана, сега имаме новиот ученик. Повторно именка во номинатив, машки род, определен член. Номинатив, машки род, определен член. Додаваме само Е. Карактеристиката, што кажувавме предходно, R, ја има во самиот член. И на ној додаваме само Е. Der neue Schüler heißt Mario. Четвртото.
Das Kind spielt Fußball. Pardon, das Kleinkind spielt Fußball. Kind, именка од среден род, може да видиме и од членот, имаме определен член, карактеристиката на членот, на родот во падежот ја имаме во самиот член. Падеж, номинатив, род, среден род. Момент само, значи, номинатив, среден род. С, ја имаме во самиот член. Das, на придавката додаваме само Значи, номинатив, среден род, додаваме само Das kleine, тука е истиот пример, das kleine Kind spielt Fußball. Значи, номинатив, среден род, определен член. Тоа се главните три карактеристики кои што треба да ги видиме за да знаеме како ќе биде измената. Падеж, номинатив, род, среден род, определен или неопределен член. Определениот член, повторно да кажем, беа првите редови од колоните der, die, das или den, die, das, dem, der, dem или множинските форми нели die и den, а неопределен член. Тука може само да се надоврзам дека формите за неопределен член исто важат и кај присвоениот и кај негативниот член. Значи, доколку наместо ein имаме mein, повторно ќе остане mein alter Mann или meine schöne Frau или mein kleines Kind или dein или unser, кој иде од присвоениот или негативниот член. Kein alter Mann, keinen alten Mann, keinem alten Mann, keiner schönen Frau. Значи, редовите што се во оваа табела, кај редот за неопределен член, исто така важи, истите измени важат и за негативен и за присвоените членови. Да се вратиме на вежбите. На вежба 5, реченица 5. Die Nachbarn sind sehr laut. Новите соседи се многу гласни. Именка во номинатив, множина. Определен член. Номинатив, множина, определен член. Die neuen Nachbarn sind sehr laut. Значи, номинатив, множина, определен член, neuen. Die neuen Nachbarn sind sehr laut. Новите соседи се многу гласни. 6. Ich finde, gute Freunde sind sehr wichtig. Мислам, добрите другари се многу важни. Freunde, именка во множина. Gut, во случајов недостига неопределен член, номинатив. Номинатив, додаваме само Gute Freunde sind sehr wichtig. Номинатив, множина, неопределен член. 7. Hast du schon den neuen Film James Bond gesehen? Film, именка од машки род, номинатив. Погрешив јас, акузатив. Дали ти го имаш новиот филм со Джеймс Бонд гледано? Кој ти, што новиот филм? Машки род, акузатив, определен член. Машки род, акузатив, определен член. Den neuen Film mit James Bond gesehen. 8. Mein Auto ist kaputt. Ich muss ein neues Auto kaufen. Мојот автомобил, моето возило, мојата кола е расипана, мора да се купам ново возило. Ein, неопределен член, ауто, во овој случај именка во акузатив, кој купува јас, што купувам кола, одговара на прашање што, директен трпител на дејство, акузатив и неопределен член, среден род. Значи, среден род, акузатив, неопределен член. Ein neues Auto kaufen. 9. Hast du schon das neue Schwimmbad besucht? Повторно имаме именка од среден род.
Во самиот член може да се види дека е од среден род, исто во акузатив. Кој го посетил базентот? Ти што си посетил базентот? Акузатив, среден род, определен член. Акузатив, среден род, определен член, на придавката додаваме само е. Hast du schon das neue Schwimmbad besucht? Вежба 10, реченица 10. Ich habe ein neues Handy. Handy, мобилен телефон, имам нов мобилен телефон. Именка од среден род, акузатив, неопределен член. Карактеристиката во споредба со определениот член ја нема и ја додаваме на придавката. Значи, среден род, акузатив, неопределен член. Среден род, акузатив, неопределен член, карактеристиката S. Ја додаваме на придавката. Ich habe ein neues Handy. Реченица 11. Wer hat das lecker Essen gekocht? Кој го сготви вкусното јадење? Есен, среден род, падеш, акузатив, определен член. Среден род, акузатив, определен член. Das leckere Essen gekocht. И 12. Wir haben neue Nachbarn. Ние имаме нови соседи или комшии. Кој? Ние, што? Соседи, акузатив, множина, неопределен член или нема никаков член, значи акузатив, множина, додаваме само е. Wir haben neue Nachbarn. Тоа беа примерите и објаснувањето за деклинацијата или измената на придавките според род и падеж. Се надеваме дека ви се допадне и ово видео. Доколку е така, не заборавајте да кликнете лайк на видеото, не заборавајте да го споделите на вашите профили, без разлика дали на Facebook, на Twitter, на Instagram и на било која друга социјална мрежа што ја имате, да го споделите нашиот канал со колку може повеќе луѓе кои што сакаат да учат германски јазик и најглавно не заборавајте да кликнете subscribe на нашиот канал и доколку сакате да добивате известување за нови видеа кога аплодираме, до копчето subscribe има едно звоно, кликнете на звоното и ќе добивате известувања штом ние аплодираме, штом ние ставиме ново видео за учење на германски јазик. Повторно се надевам дека ви се допадна видеото, доколку е така, повторно да кажам, кликнете лайк на видеото, доколку би сакале нешто да споделите со нас, оставете ни во коментар, може би имате некоја забелешка за било што во видеото. До наредниот пат, учете германски. Чус!